Криминалот на Никола Груевски преку злоупотреби во државните институции целосно го потврдивме. Злоупотреби со земјоделските субвенции, наместени тендери, корупција, незаконски и фалсификувани договори, задоволување на бизнис партнерите блиски на власта на штета на земјоделците, судирни интереси, непотизам, узурпирање на земјата на вистинските земјоделци, злоупотреба на сите ресурси на ова министерство. Ова е билансот за само 4 месеци од влегувањето на опозицијата во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Затоа Никола Груевски, во обид да ја спаси сопствената кожа, бега од фери демократски избори и постојано го прекршува потпишаниот договор од Пржино. Затоа избирачкиот список не е прочистен, затоа нема реформи во медиумите. Лажните, измислени анкети кои што власта ги пласира деновиве преку медиумите платени со пари на граѓаните не можат да ја променат реалност. Граѓаните знаат. Покрај сите обструкции и прекршување на Пржинскиот договор во делот на достапност до информации и документи загарантирани со закон, докажавме Министерството за земјоделство е параван за злоупотреба на земјоделските субвенции и крадење на парите на граѓаните. Со документи докажавме. Милиони евра преку платежната агенција завршуваат во џебовите на луѓе и фирми блиски на Груевски фамилијата. 5 милиони евра за трансмет на Сеат Кочан, собственик на Нова ТВ, за финансирање на медиумскиот мрак во Македонија. 100.000 евра на Силекс Неметали, фирма на Горан Ивановски, син на коалициониот партнер на Груевски, Љубисав Иванов Дзинго, собственик на Сител телевизија. Незаконски тендери за браната Конско, тешки 33 милиони евра. Самоволието и беззаконието на функционерите по линиите на Груевски се на директна штета на вистинските земјоделци. Христијан Делев неовластено подпишува незаконски договори со кои ги ослободува од плаќање закупнина за повеќе години за илјадници хектари земјоделска земја, само 3 фирми блиски до власт. Градоначалникот на Демиркапија, Трајче Апашот, преку фирма на неговата сопруга, заедно со поранишниот министер Љупчо Димовски и тогашниот директор на платежна агенција Тони Димовски, договори со неовластени лица за исплата на 100.000 евра земјоделски субвенции подпишуваат, за што заработија кривични пријави. Илија Србиновски, локален моќник од Битола, против кој обвинителството започна постапки за утврдување на злоупотреба на службена положба и властување, за склучување исто така на незаконски договори и за судирна интерес. Се извезуваше огревно дрво во Грција, додека им се наплаќа на граѓаните по дупло повисоки цени. Миленко Неделковски доби 186 хектари пасиште за само 60 кози. Не се поштедени ниту граѓаните. 5 месеци не функционираше системот на контрола на безбедноста на храната во Агенцијата за храна и ветеринарство на штета на здравјето на сите граѓани. За овој криминал, што го откривме во Министерството за земјоделство, следува одговорност. Ништо не може да му помогне на Никола Груевски и на неговите пулени. Во Македонија ќе има само слободни, фер и демократски избори, преку прочистен избирачки список и реформи во медиумите. Или Груевски, или Македонија. Заедно стоиме на страната на Македонија. Повелете се праша. Ние до техничкиот премиер Емил Димитриев поднесовме оставки на нашите функции, оставки кои беа условени со распуштањето на парламентот. Со самото распуштање на парламентот, обврска беше на власта, на премиерот технички, да овие наши оставки бидат констатирани. Ние нема да дозволиме да хаосот кој што ВМРО-ДПМН го прави, заедно со ДУИ, да биде на штета на граѓаните. Затоа, во рамки на Министерството, ќе ги подпишуваме, проследуваме само оние акти, документи, информации кои што се врзани со сигурноста на граѓаните, со исплата на субвенции, на плати, на пензии, и во тој дел граѓаните нема потреба да бидат загрижени, затоа што кога станува збор за интересот на граѓаните, за сите овие работи, плати, социјална помош, субвенции и функционирањето во тој дел, ние ќе бидеме на страната на граѓаните. Обврска беше на власта да ги констатира нашите оставки, но тоа го направија спротивно на нашата волја. Господин Николовски, дали знаете кои се причините за блокирањето на камионите што извезуваат зеленчук од Албанија во граничниот премин Блат? Затоа мислам дека дополнително треба да се информирате во надлежните инспекторати во рамки на Министерството и на владата. Вие немате информација? Не. Државната изборна комисија се уште работи.
Што ако до тога се почисти избирателен список? Одите на избори? Ние заедно со нашите коалициони партнери во нашиот опозиционен блок дискутиравме, дебатиравме и застанавме зад платформата за Слободна демократска Македонија и во тие рамки заедно со коалиционите партнери донесовме одлука да во овој момент не ги повлечеме нашите членови во Државната изборна комисија, се со цел да ги спречиме злоупотребите и малверзациите кои што имаат намера Никола Груевски и ДОИ да ги направат и во рамки на овој процес. Цврсто застанавме за договорот од Пржинот, за сите наши обврски кои што беа навремено исполнети, но не сакаме да она што веќе е сработено да пропадне. И токму ради тоа во овој период нашите членови во Државната изборна комисија ќе ја следат и ќе функционират во рамки на Државната изборна комисија за да она што е сработено не го изгубиме, бидејќи секако во Македонија ќе има фер, слободни демократски избори на кои што опозицијата ќе учествува и ќе ја прегази власта. Кога тоа ќе биде? Тогаш кога ќе има услови за фер, слободни демократски избори, односно кога ќе имаме прочистен избирачки список и регулирање на медиумите. СДСМ цврсто заедно со опозицијата во целиот овој период принципијално стоеше на сите обврски кои што беа предвидени со договорот од Пржино, со меѓународните извештаи и ние немаме намера да отстапиме принципијално од било кој наш став во целиот овој период, затоа и стоиме зад условите кои што мора да бидат обезбедени, а зад кој став застанува издружената опозиција и најголем дел на политичките партии од сите блокови, но и граѓаните и други граѓански издруженија, граѓанскиот сектор, граѓанското општество. Имате ли притисок од меѓународната заедница да излезете на избори? Не, нема зашто да имаме притисок кога нема услови за фер, слободни демократски избори, односно ги немаме исполнето сите услови од договорот од Пржинот, зад кој што застане меѓународната заедница. Благодарам.